Од утре ќе има леп по 33 денари, а пекарите финансиската штета ќе ја бараат на суд. Откако владата преку ноќ, без дискусија, одлучи да ја замрзне цената на лебот и ги стави во ќорсокак производителите, со нова одлука ги принуди да произведуваат и дистрибуираат 80% од количината на леб која ја произведувале во декември. Пекарите реагираат дека чекорите на владата се неуставни и незаконски, но во интерес на граѓаните ќе почнат да го дистрибуираат лебот по утврдената цена, а милионската сума штета, како што велат, ќе бараат да им биде исплатена по судски пат. Овој основ пекарската индустрија здружено ќе започне правна постапка со цел наплата на штетата, односно загубата која владата ја нанесе на индустријата со нејзините донесени одлуки. Штетата до 31 мај, до кога е навестено дека ќе трае одлуката на замрзнување на цените на лебот и на белиот и полубелиот леб, ќе изнесува на индустријата над 4,5 милиони евра. Принудното производство за Ковачевски е одлука која ја носела за никој да не се богател на грбот на граѓаните. И не поминаа ни 24 часа од оваа одлука, премиерот најавува нов чекор. Можно е замрзнување на цените за останатите основни прехранбени производи. Во Министерството за економија се прават анализи во однос на цени и на други основни прехранбени производи, така да во блиска иднина може да следува замрзнување на цените и на други производи од кои што се сметаат за основни прехранбени производи, но за тоа не би сакал да навлегувам во детали додека не бидат направени калкулациите и кога ќе бидат направени и донесени соодветните одлуки, веднаш ќе бидете информирани на пресконференција. Додека траат препукувањата помеѓу компаниите и владата, граѓаните и денеска немаа каде да купат леб. Нервозни се поради тоа што нема решение и почнаа да го приготвуваат дома. Домашен леб. Си месите? Да. Свали леб по полиците. Како вие се сноѓате кога недостасува леб? Па ние месиме. И купуваме од 20 сме, а месиме леб, да. Купив и макарони и ќе си месам не леб, нешто како пица, ама како лепче, без ништо. Ситуацијата со празните рафтови наликува на 90-тите, критикува опозицијата. Граѓаните немаат леб поради грешните политики на власта. За жал, екзибиционистичките политики, лошите политики на оваа влада, големата инфлација, рекордна во Европа, ја се објавува и на социјалните медиуми дека Македонија има двојно поголема инфлација во јануари 2023 споредено со инфлацијата во Европската унија, доведе до тоа да ние денеска покрај тоа што пре неколку месеци имаше редици за нафта и за бензин, денеска имаме празни рафтови за леб. Рафтовите каде стои лебот во маркетите се празни веќе трет ден откако владата ја замрзна цената на 33 денари, а пекарите здружено одлучија да престанат да го произведуваат. Владата очигледно е горда на своето решение, па премиерот Ковачевски заедно со министерот за економија Кришник Бектеши, наместо да најдат решение за проблемот, одлучија да го прошират својот маркетинг и да се прошетаат во маркетите.